Повелете прашања ако имате. Во пресред на одржувањето на собраниската седница во понеделник, министерот Оливер Спасовски најави дека веќе се поднесени пријави за притисоци и закани врз дел од раководството и членови на ВМРО-ДПМН. Ваш коментар за тоа и дали знаете, имате информации кои бидат? Немам информации и не е во ред како законодавна власт да се мешаме во работата на извршната власт. Тоа се веројатно информации кои што веројатно се и доверливи ги има Министерството за внатрешни работи и секако го повикувам и министерот и Министерството за внатрешни работи да постапуваат согласно законот. Притисоци закани во слободна и демократска држава, особено држава која што се стреми да биде полноправна членка на НАТО и на Европската унија, за мене лично како пратеник се неприфатливи. Од било која страна да доаѓат. Не. Не. Јас лично не сум. Висоцки, токму околу изјаснувањето на граѓаните со ВМРО-ДПМН имате спротивни гледања. Што е мнозинството, што и која е волјата на граѓаните? Имате ли вие комуникација со нив во непосредна комуникација? Можете ли да се убедите меѓу себе за да не се дојде до непопуларната одлука да се распишат предвидени избори и дали е тоа крајната инстанца? Пратениците во континуитет имат секаков вид на комуникација. Вклучително и нова праши. Но не сакам ни да поверувам, лично ви го кажам најискрено, не сакам ни да поверувам дека во услови кога се наоѓа Република Македонија пред овој историски момент, во кој правец ќе се движи Република Македонија, дека пратениците на ВМРО-ДПМН, секако и раководството на ВМРО-ДПМН, ќе преземат таква одговорност и ќе го спречат Евро и НАТО интегратискиот процес на Република Македонија. Не случајно ви споменав. Значи, не сакам ни да помислам дека пратениците на ВМРО-ДПМН ќе преземат таква одговорност и ќе го спречат патот на Република Македонија кон НАТО и кон Европската унија. Но ви го разбирам прашањето, секако ако не помине тоа за кое што вие велите, не очекува ништо друго освен предвремени парламентарни избори за кои што сум убеден дека ќе ги добиеме без проблем. Меѓутоа очигледен е притисокот кој го имате од самото членство, тоа го видовме и за време на референдумот кога дел од пратениците излегува на гласање. Јас ги повикувам пратениците на ВМРО-ДПМН да ги поддржат уставните измени и да го бранат на седницата во понеделник оној став кој што бил заеднички во континуитет 27 години, дека Република Македонија заслужува и мора да биде полноправна членка на НАТО и на Европската унија. На што се дължи според вас макар големиот отпор на опозицијата за гласање на самите? Дали никој не ветеше да се гласа? Не ви слушнав се. Дали никој не ветеше дека ќе гласа? Ќе повторам по трет пат. Не сакам ни да поверувам. Тоа велам, искрено ви го кажувам, дека пратениците на ВМРО-ДПМН ќе го спречат евроинтегративниот процес на Република Македонија. Тоа би било преголема одговорност за нив. Тука не се работи за ветување, тука се работи за интересот, на граѓаните на Република Македонија. Тоа е ваша забелешка. Јас само го користам. Која е вашата? И мојата констатација е таа што ви ја кажав. Убеден сум. Еве ќе бидам попрецизен. Убеден сум дека пратениците на ВМРО-ДПМН ќе ги надминат одредени недоразбирања внатре во партијата и нема да го спречат евроинтегративниот процес на Република Македонија. На ВМРО-ДПМН нема да го разберат историскиот момент во кој што се наоѓа Република Македонија и дека ќе ја преземат таа историска одговорност и дека ќе го спречат евроинтегративниот процес на Република Македонија. Јас сум убеден дека тоа нема да го направат. Ако се случи да не помине предлогот за уставните измени во собранието, за кој што ќе се отвори дебата согласно деловникот и бидејќи седницата е закажана за понеделник, а расправата согласно деловникот може да трае максимум 10 дена, секако дека не ни преостанува друга опција освен да одиме на предвремени парламентарни избори. Ви благодарам. Сега да не шпекулирам со бројки колку што шпекулира, ВМРО-ДПМН веќе ќе гласаат за уставот.
Ќе видиме тоа кога ќе се отвори расправата на седницата во понеделник и кога ќе дојдеме до чинот на гласање. Од ВМРО-ДПМН, значи на Комисијата за уставни прашања неколку наврати напомена дека нема двотретинско мнозинство за гласање. А вие твrdите дека сте убедени? Само еден пратеник од ВМРО-ДПМН тоа го спомена, а лично ќе ми дозволите, него не би сакал да го коментирам. Од за мене разбирали лични причини. Не кажете дали се тоа шпекулации за тие бројки со пратеници или има нешто вистина? Мислам дека би била несериозна оваа институција, Собрание на Република Македонија, се занимаваме со шпекулации. Ќе се отвори расправата, ќе има дебата, кога ќе се затвори расправата, председателот согласно деловникот ќе го стави предлогот на гласање и ќе видиме дали во тој момент имаме двотретинско мнозинство за да пристапиме кон промена на уставот. И ако сакате и по четврт пат ќе коментирам дека не сакам ни да поверувам дека ВМРО-ДПМН, тоест пратениците на ВМРО-ДПМН, ќе го спречат евроинтегративниот процес на Република Македонија.